Suzuki Swift, автомобил од кој што возачките и возачите од секогаш знаеле што да очекуваат. Тоа е пред се штедливост, издржливост, едноставно и достапно одржување. Значи, ова не е автомобил кој што е достапен да се купи, туку е достапен и за одржување, што е уште поважно. И на сето тоа се надоврзува во последните генерации. Сузуки става голем нагласок на опременоста, на противвредноста. Секогаш нуди Сузуки, секогаш нуди противвредност во целата своја гама, посебно во Swift. Значи секогаш има ставки во опремата, опременост која што е над стандардот во класата. И сето тоа што му дава душа на овој автомобил, што го прави голем автомобил, големо име, тоа е емоциите, уживањето. Сузуки е специјалист за малечки автомобили. Тоа што го прави Сузуки со своите автомобили е внесување на емоции, внесување на уживање, леснотија. Го олеснува секојдневието, го прави поедноставно. Автомобил што е како алатка за секојдневието, за возење, за движење низ секојдневието. Автомобилите од оваа класа во браншата ги нарекуваме малечки автомобили или тоа што уште повеќе ги ограничува градски автомобили. Прашањето е колку навистина ни е потребна големина на автомобил, мощност на мотор, опременост, големина на багажник, представителност во македонските услови на возење. Тоа е класа која што пред да се случи нередот со македонскиот автомобилски пазар, тоа е факт, откако беа укинати сите ограничувања, сите правила за увоз на користени автомобили, до 2010 година оваа класа на автомобили беше многу повеќе присутна во продажбата и практично ја носеше продажбата која што достигнуваше вредности над 10.000 примероци на македонскиот пазар на годишно ниво. Значи достигне и 15.000, вклучувајќи ги лесните доставни возила. Македонскиот пазар во некои периоди има достигнувано и 18.000 продадени возила. И тоа беше класата која што некогаш го сочинуваше, го правеше печатот на продажбата на македонскиот пазар, на македонскиот автомобилски пазар. Во времето, зборувам за времето на големците, како Peugeot 206, како Fiat Punto, Polo, Fiesta, кои што сега полека се потиснуваат во таа улога која што имаат. А Swift секогаш имаше нешто, секогаш имаше забележливо присуство во таа класа. Прашањето ми е, значи, на овој тест, колку навистина ни е потребен автомобил да биде голем, моќен, опремен, представителен во Македонија? Колку овој Swift може да се покаже како патувачки автомобил, семеен автомобил, автомобил со кој што ќе може да се совлада автопат со леснотија, брзина на автопат, автомобил со кој што ќе може да се искачат на горнини, на долнини, криволести патишта. Значи, комфорт, безбедност, штедливост, моќност, сето тоа ќе доаѓа во предвид. А што ќе се случува? Поаѓам на возење кое што ме води до одредиштето во Дојран. Меѓутоа, одбрав една рута, која што е прекрасна, сега е септември, завршетокот на септември, за многумина најубавиот дел од годината. До Дојран возам преку Малешевијата. Доколку ме послужи времето, ќе имаме и убави снимки, ќе биде прекрасно да се видат тие бои, а и оваа боја на Swift е нова, е трослојна. Значи има посебна длабочина, има два прозирни лакови, со тоа што средниот прозирен лак се бруси пред да се нанесе завршниот сјаен лак и со тоа се добива овој ефект. Значи, навистина во живо кога ќе го видите, верувам дека во голем дел се пренесува и во видеото, меѓутоа, кога ќе го погледнете во живо, забележувате дека бојата е несекојдневна. И чинам дека доплатата во ценовникот беше 42.000 денари, што е навистина вредна доплата, вклучувајќи го и црниот покрив, значи двобојна каросерија.
стартување господско на копче. Станува збор за благ хибрид. Значи, тоа е одлика, посебност на Swift уште од претходната генерација и сега е исклучиво благ хибрид, односно еве како се ужива во возење мотоцикл од мало. Еден мотор е достапен сега, нема повеќе избор на 2 степени на моќност, еден мотор од 82 конјски сили, еден 2-литарски мотор, значи зафатнината е иста како претходно, меѓутоа има една клучна разлика, која што, доколку се гледа лаички, збунува многумина, значи од претходниот мотор К12D со 4 цилиндри, сега е преминато на нова генерација на мотор, со иста зафатнина, меѓутоа со 3 цилиндри. Тоа е, моторот има ознака Z12E и се вградува во Swift. Значи е мотор што е комплетно ново развиен. Правец Дојран. Тоа што се слуша е предупредување дека возам побрзо од колку што е дозволено, значи Suzuki Swift ги има сите можни системи за асистенција, уште во претходната генерација ги имаше, че кога уште беше неизвестно и чудно им беше на многумина што ќе им се таков вид на системи за асистенција, тип на радарски темпомат, предупредување при опасност од судир, предупредување при невнимание, замор, предупредување за напуштање на лента. Сега сето тоа е условено. ЕУ не пушта да се продава автомобил во Европа практично без да ги поседува сите тие системи. И нормално овој Swift ги поседува уште повеќе од колку претходникот. Не пречи, освен барем малку сега во почетокот, додека не најдам како се случува тоа предупредување. Јас се обидував една опција да изберам, меѓутоа се чини дека не ја погодив вистинската. Тоа е 12 волтен благ хибриден погон. Suzuki користи два вида на хибриден погон, благ хибриден погон. Едниот е 12 волтен, другиот е 48 волтен, че моќноста е различна. Меѓутоа и цената. Тука одвај дека се чувствува дека се работи за благ хибрид во поглед на цената. Во град и не само во град е добре дојден погонот, затоа што стартувањето е многу меко, не пречи оној звук и воопшто чувството непријатност кога стартува моторот, се гаси па се стартува, тоа е непријатно. Значи, тука да се случува старт-стоп системот е дел отворен уште повеќе дури од колку кај класичните системи поради друга причина. Ќе објаснам, меѓутоа сето тоа стартување и гаснење при возење во град не пречи, затоа што е многу тивко, без вибрации и брзо, неосетно. И тоа е благиот хибриден погон. Повеќе ќе кажам дека предност е тоа, значи стартувањето и многу поактивното, многу почестото вклучување на старт-стоп системот и мекото стартување, тивко, пријатно, не го чувствува човек, едноставно не ја чувствува работата на старт-стоп системот. Тоа е важно. Еве сега исклучен моторот. Тоа е важно во услови на скопски сообраќај, на нашиот скопски сообраќај, каде што повеќе се чека во место од колку што се вози. Можеби два правци има низ цел град во кој што можеш да извозиш во еден потек. Другото се сведува на чекање, посебно момент поток. Сообраќајното решение на паметните сообраќајни инженери, прашање дали инженер некој бил ангажиран за тоа, меѓутоа ајде настрана тоа. Факт е дека благиот хибриден погон, тоа ми е зборот. Благиот хибриден погон е добро нешто. Најдобриот вид на електрификација
кој што се случува. И доколку државата има некаков сенс, односно некој што би требало да биде надлежен за автомобилеве, различно од Министерство за економија, кое што навистина е смешно да раководи со увозот и со давачки и со целата политика, во време кога автомобилите имаат и други основи за даночање, царинење или оптоварување со какви било такси покрај цената. И тоа е најдобриот вид на електрификација. Тргнав да кажувам дека се намалува емисијата на штетни гасови. Значи со благиот хибриден погон и доколку државата има сенс, треба да го направи тоа, да воведе одредена категорија до 120, да речеме, грама на CO2 за бензинци, значи нагласок бензинци. Со тоа што таа категорија возила би имала одредена субвенција. Значи мора да се воведе, да се врати редот на овој македонски пазар, да му се вратат нормалните автомобили на народот, што па повеќе од деценија во заблуда дека треба сите да возиме BMW, Jaguari, Range Roveri, не знам какви се, Audi и слично, Мерцедеси. Првото чувство кога седнав во новиот Swift беше леснотиот. Значи чувството е исто како да сте биле цел ден на некој состанок, работен состанок, стуткани во некој костум со машносани, краватосани и завршува работниот ден и се облекувате во лежерна облека, во тренирки. Не се тренерки, македонски се тренирки патам. И тоа е исто е чувството, значи од друг автомобил кога ќе седнете во Swift, леснотиот. Се е лесно. Значи многу е неверојатно. И амортизацијата, значи леснотијата се чувствува и во амортизацијата, се чувствува и во возењето, во управувањето, во ракувањето. Имаат напоменато луѓе од Сузуки дека дури промени се вршени и во самото ракување, значи пружините кои што го прават тој повратен, значи отпорите кои што ги создаваат за да се постигне некаква прецизност во работата, дури и до тоа е менувано во новата генерација на Swift. Се е лесно. И димензиите. Замислете, со 5-метарски автомобил, не, па многу мене веројатно и возат 5-метарски автомобил во наше Скопје. И тоа е разликата во малечки лесни автомобили. Значи секојдневието е многу по едноставно да се вози отколку да се влече на секаде автомобил кој што има 5 метри, кој што тежи 2 тони и кој што има мотор што за да ја задвижи таа маса треба добро да се напрегне. Ова е 1-2 литарски мотор со 3 цилиндри, 82 конски сили и 112 Нм и сега ќе ме претица госпожава со Пасат со штипска таблица, јас возам 60, неа и се вози 80. Значи тоа е феноменот во наша Македонија. Ако возиш колку што треба, секогаш ќе се најде некој за да те престигне, некој што сака да биде побрз од тебе затоа што има поголем автомобил. Македонија автомобилска до каде дојде. Значи со малечок автомобил можеш да возиш 50, а со голем автомобил треба да возиш 80. Значи тоа е новите правила. Поаѓањето ми е малку треба да привикнам, значи не го чувствувам електромоторот. Директно, сигурно действува, да, се забележува тука дека добро. Се забележува дека е активно, има интересна графика која што прикажува колку од максималниот вртежен момент и од моќноста се ангажирани во секој момент. Веројатно јас сум малку по
внимателен со спојката, па ја отпуштам по бавно. Треба да се навикнам. Веројатно тогаш повеќе би се чувствувала поддршката на електромоторот при поаѓање на плагиот хибриден погон. Значи тоа е електромотор. Менувачот не се не чувствува, значи навистина има куси, прецизни одови, лесни одови. Тоа е посебноста на Сузуки. Класичната техника, значи класичните предизвици, нив им се посветува. Значи не се преоѓа на некои звучни иновации кои што реално одвај дека нешто се чувствуваат во секојдневието, туку ја усовршува постојачката техника. Практично ги работи автомобилите како мотоциклите што се работат. Иако двата огранака, значи автомобилскиот и мотоогранокот на Сузуки немаат допирни точки, значи не се вградува овој мотор во мотоциклите или обратно спротивно, значи тоа се две независни секако. Добре, сега со 1400 вртежи веројатно е премногу наивно да, меѓутоа во четвртиот степен со помалку од 2000 вртежи е многу комотно возењето, тоа е штедењето. Преносот веројатно е продолжен во споредба со претходниот Swift. Една меѓу пауза пред да продолжам со следниот дел од тестото, тоа е возење по автопат. Не беше прашањето дали Swift, посебно со ваков благ хибриден погон, е добар во градски услови на возење, тоа сепак е во основа градски автомобил. Прашањето е колку во смисла на темата на тестот. Значи, дали ова е доволен автомобил? Колкав автомобил? Колку? Автомобил ни е доволен во Македонија. Дали треба човек да биде со резерва да се реши за ваков модел или можеби сосем слободно може да се седне во градски автомобил и да си очекува дека ќе ги заврши сите автомобилски задачи. Предизвикот, значи, прашањето е колку ќе биде Swift со 1-2 литарски мотор со 3 цилиндри со 82 конски сили и со 5 степен менувач мануелен, колку ќе биде добар на автопат. Постојат примери кога 3 цилиндарски мотори, значи мотори кои што се во основа пред генерации зборуваме, постојат примери кога со таков автомобил по автопат би постигнале па се што ќе заштедите во град ќе го потрошите на автопат. Значи 10 литри, 9 литри, 10 литри. Верувам дека Swift ќе се покаже одличен и на автопат, меѓутоа има и некои други предизвици. Не е само потрошувачката, туку возењето по автопат, сепак, односно релаксираното, прашањето на чувството на возење се поврзува и со други работи, а ќе провериме како ќе биде тоа. Го има типичниот звук на трите цилиндри при забрзување, она нередовен звук, нешто слично како 5-цилиндарскиот мотор на Volvo или Audi, меѓутоа малку поразно. Благодарам. Веројатно ќе треба да барам следно каде се исклучува навигацијата, не памтам колку сум ја пуштал, еве го звукот. 6000 се вклучува граничникот на 6000, тука е на горнина, че немам некаков впечаток дека има проблем со забрзувањето, со моќноста, ја има таа резерва. Тука дува, има мала чувствителност на страничен ветер, сепак се работи за кусов возило, кое што нема силуета што го попречува, значи ви се случувало по автопат да почувствувате колку може да биде непријатно и опасно удар на страничен ветер. Добро, значи ги има сите системи кои што се за удобство при возење по автопат, односно има радарски
темпомат и има систем за задржување во лента, за следење на лентата, односно, значи систем за задржување, основниот систем за следење на лента е тој понапредниот, не ми е вклучено. Сега. Тоа е тоа, вклучување, да, еве го. Ауди така те пристигнува и на 20 метри пред вас се престројува. Значи, тоа е уживањето во возењето. Колку што се сеќавам кога јас учев за возач, се земаше предвид и култура на возење по автопат, па ги учеа луѓето дека не можеш да му се втурнеш на некого по автопат. Меѓутоа, очигледно се работи за некоја потреба на нашиве честни, среќни, убави граѓанки, граѓани, да те понижат кога те пристигнуваат. Значи, тоа во голема мера се должи и феноменот со обожувањето на марки, идолопоклонството, со увозот на автомобилиот, да не ги именувам од таму. Значи, ја држи брзината, 120 со 3000 вртежи. Видиме германец како пристигнува. Тикви германец. Има германска таблица. И значи 120. Сузуки конечно се одобровали да го замени овој стап, односно да го надополни овој стап, го нарекувам за ракување со патниот компјутер и со приказите во патниот компјутер, да го надополни со копче на воланот. Значи, уште го има овој стап и еве ги прикажува тука просечна потрошувачка 5,8. Сега троши на горнина, значи според тоа што го покажува сега, го немам како податок, меѓутоа покажува дека е под 10, еве сега тука паѓа, значи околу 8 литри. Тук на оваа на горнина, по секоја на горнина има на долнина, каде што ќе заштеди. Сосем пристојно возење, нема тропање, може некојаш да се јави на наше патиште. Нема тука никакво тропање или непријатна вибрација или звук, што е најдобро. Значи, да препроверам. Не ми се затнати ушите. Нема звук од гумите. И тоа се забележува. Има многу работено за изолацијата. Темелно е преработено се, подот е вградена поддебела изолација и користена е за прв пат, ова е Swift, е прв модел на Suzuki кај кој што е користена адхезивна техника за со цел да се избегне вибрации, шумови, резонанции. Односно, што значи тоа адхезивна техника? Во основа се користени индустријски лепаци, а тоа е хемија, тоа е неверојатна хемија, значи се постигнува хемиска реакција меѓу двата материјали, двете ламарини, се постигнува хемиска реакција. И се постигнува спојување кое што во поглед на цврстината, издржливоста, трајноста е навистина, па во некој поглед и во предност во поглед на класичното заварување, значи точкасто заварување или слично. И меѓутоа ја нуди таа предност што ги делува како брана, ги го прекинува пренесувањето на вибрациите и на звуците. Вибрациите се тие што ги произведуваат звуците. Па понатаму резонанци и слично. Многу пријатно возење. Тука е дозволено 130.
Ето ова е на долнина. Нивото на Бучава на вистина одушевува. Ниското ниво на Бучава остава впечаток, значи гумите. Сузуки го напоменува тоа дека се направени такви зафати. 4 слоеви има изолација сега во тоа се како сендвич структура во предните столбови. Не помнам дека друг автомобил од оваа класа постигнува волку примерно ниско ниво на Бучава. За тоа го сакаат луѓе Сузуки, ја сакаат Сузуки. Тупари напоменавме забрзување. Добро, не, еве го, тука повлеко, значи ВВТ и техника, над 4,5 влечат, 4,600, граничник. Моторот користи ВВТ и техника и за тоа ја има таа разлика. Над 4,600 повлекува драстично по-силно, значи нешто слично како кај Honda 1.8 i-VTEC што се случуваше. Меѓутоа таму е многу побурно. Потрашувачката. Добро, има многу голем обем на информации на вистина и сето тоа е во ред, меѓутоа би било да, 5,7 не е поместена потрошувачката, би можела да се помести, меѓутоа видиме како ќе се одвиваат натаму работите до Кочани. Снимката од таа камера може да е проследена со вибрации. Станува збор за привремено решение, секако нема да ве оставам без квалитетна снимка каква што била секогаш до сега. Се работи за привремено решение додека стигне новата техника и верувам дека ќе внесе една по-веродостоен, поверен приказ на тоа што се случува со возењата и слично. Таблата, да ја спомнам увеќе време, додека не се случува ништо, смената, кокпитот е значително сменет, нагласена е продолжина, значи ставена нагласок на надолжната ориентација, по ширина, овие линии, значи сето тоа оди по должина. Предходно беше многу раскршено, значи тука имаш инструменти во туби па стреја над нив и слично, немаше дисплеј вака издвоени со овој прешник, тука изгледаше, значи за фейслифтот, кој што беше извршен последниот, на предходниот модел, беше изгледаше токму како насаден дисплејот, тука е многу по солидно решението, две бои се. Merging point ahead on the right. Браво. И ќе ги спомнам секако во текот на возењето и системите за асистенција што ги поседува Сузуки стандардно. Значи единствено што овој модел, ова е врвното ниво на опрема, третото ниво и врвно ниво на опрема, тоа што од системи за асистенција го поседува овој, а не го поседува основното ниво, тоа е... Merging point ahead on the right. Благодарам. Радарски темпомат, Кочани 53 км. Тоа е радарскиот темпомат. Нагласени се двете бои. Сега убаво е да материјалите изгледаат многу по-меко и по-скапо изгледаат, но допир тоа е класична пластика, меѓутоа не е да се забележи. Значи Сузуки во многу нешта е честна марка, честна понуда дава, така што за оваа пластика нема што да се забележи, сепак не се вози вака. Тоа е, барем не изгледа окей. Убав приказ, не работи најбрзо, навигација, мислам целиот систем, инфозабавниот систем не работи баш најбрзо, што меѓу другото укажува на тоа дека не е вграден некој скап процесор, значи не пречи. Далеко од тоа дека нешто пречи,
Ете, значи тоа е брз процесор, може на телефон, може на лаптоп, на домашен, на PC, меѓутоа во автомобил брз компјутер за инфозабавен систем што треба да ми покаже каде возам и да ми даде да сменам станица. Нема ништо повеќе. Значи убава е графиката, јапонска е графиката, значи очигледно јапонци кои имаат дизајнирана, затоа што изгледа како јапонски вебсайт. Значи тоа треба да си супер интелигентен, генетски треба да се има пренесувано тоа за да ти изгледа прегледно, да, меѓутоа за моја представа е многу има информација, за 5 дена. Аха, значи има камера, не знам каде е камерата, што ми вели да ги држам очите на патот. Камера има, да, еве. И просечната потрошувачка падна на 5,5. Ето е тоа. Тоа е тоа од што најмногу стравувам. Мислам, нема што да стравувам јас. Ќе биде многу добро ако потроши 10 литри, тоа ќе донесе гледаност, меѓутоа плюс. Меѓутоа тоа најмногу стравував 5,5. На автопат со константна брзина 120, градски автомобил со 3 цилиндри со 82 конски сили, 112 чинам дека е ньютон метри. Да, сепак сум сам во автомобил. Меѓутоа, кога ќе се постигне темпото, не менува многу. Значи, кога се патува по автопат на подолга релација, не менува многу дали е под полна оптовареност или не е возилото. Значи, сепак, еве сега, кој има и тој приказ, колку од моќноста и од вртежниот момент се ангажирани. Значи, тука се работи некаде да не ме предупреди само камерата, тука се помалку од 1/3 од моќноста е ангажирана за да се одржува брзината тука. Целиот хибриден систем, значи таа мала батерија, што го дополнува, што е суштината на благиот хибриден погон, заедно со останатите технологии тежи 7 килограми. Значи толку дополнително го оптоварува возилото со товар хибридот. Благодарам, пријатно. Не ме слушна дека сум запрен на батарина господјата, затоа што Свифт работи тивко. Во Сузуки со ова ниво на бусове, со оваа фреквенција која што не ја наоѓам за непријатна. Значи не е само бусовата, туку и фреквенцијата на звукот може да биде непријатно. Верувам дека и подолгото патување нема да биде заморно од страна на бусовата. Потрошувачката останува 5,5. Браво! Тоа што можеше да биде најголемото разочарување на оваа проверка колку автомобил ми е доволен во Македонија, односно потребен. Автопатот се покажа како мощно и пријатно изненадување. Свифт не само што потроши малку и не само што се покажа доволно моќен, туку беше и возењето беше придружено со отсуство на бучава, непријатна бучава, од отсуство на изолација, од недоволен инженеринг на кој што се заштедува. И тоа е всушност третото, едно трио изненадување. Моќноста, потрошувачката и тивката звучна заднина. Аеродинамичноста во голем дел е заслужна за
ниската потрошувачка и за лесното одржување на темпото. Има и некои зафати, например назад на торзиската оска, прв пат е применет спойлер кој што го води струјањето на воздухот долу, и тоа е исто важно подрачје од аеродинамичност на еден автомобил. И тоа што исто така влијае е карактерот на моторот, односно е долгооден мотор, што значи дека во основа произведува повисок вртежен момент, а ќе морам да продолжам внатре да го објаснувам тоа. Јас сум тука неколку километри по Виница, меѓутоа сега почнува да врне. Одам за Берова, имам уште 30 километри до Берова и ќе го продолжам разговорот однатре. Значи кога врне, врне. А кога врне, врне кога не треба. Следно Берова, полупокиснати. Автопатот беше вообичаеност додевен, а тоа што треба да покаже дали Swift е Swift, се свиоците. Значи сега да, малку е поблискаво, односно е во суштина поблискаво, меѓутоа тука Swift треба да покаже колку е Swift. И управувањето е, наведувањето, страничното наведување е драстично намалено. Меѓу другото и поради тоа што се користени тефлонска оплога за површините на кои што стабилизаторот, на лежиштата на стабилизаторот е постигнат тефлон. Со тоа е намалено триењето и може да се постигне многу по солидна реакција, по солидна функција на стабилизаторот. Значи, страничното наведнување и воопшто одговорот од управувањето е многу по директен. Тоа што е сосем известно дека ќе го донесе овој Swift е чувството при возење по криволесни патишта, односно на места каде што дополнително доаѓаат до предност неговите компактни димензии и лесната конструкција, ниската тежина. Лесно, убаво избалансирано возило. Тоа е сепак марка што своевремено не го двоеше Swift спортот од моделската понуда, од разновидноста во понудата на Swift и задржаното е карактер. Значи, уште по линеарно, уште по меко влегува. Тежината е, значи, без возачи, без полн резервоар, значи, е под 1 тон. Со возач од 75 кг, значи тоа е стандард, според кој што се сметува тежината според ЕУ, со возач од 75 кг и со полн резервоар тежи чинам 1069 кг, меѓутоа пак е внимавано на тоа да се задржи тежина под 1 тон. И тука ќе спомнам околу моторот. Зошто? Претходно почнав, значи пред да ме наврне, зошто е важен вртежниот момент, односно трите цилиндри. Одот е зголемен, во принцип, мотор, од два мотора кои што имаат иста работна зафатнина, да речеме 1-2. Едниот има од 50 мм, другиот има од 80 мм. И соодветно е различно, значи пречникот нормално се менува и пречникот. Меѓутоа, одот е тој што е релевантен за оваа приказна. Моторот што има, значи тие варијанти, моторот што има подолг од ќе повлекува подобро од моторот што има покус од. А тој пак мотор што има покус од ќе врти подобро при повисоки вртежи. Значи многу полесно ќе качува вртежи. Овој е долгооден мотор, значи нагласено долгооден мотор, 86 веројатно не милиметри, меѓутоа е сигурно над 80 милиметри прешникот и се чувствува тој
се чувствува тој замав, практично замавот е поголем. Тоа е исто како замислете дека тренирате бокс, исто како да замавнете вака, значи право, и да замавнете со рамо, од рамо. Е тоа е разликата. Значи разликата кај долгиот од е како да замавнете од рамо. Е тоа е тоа. И затоа моторот, значи благодарение на повисокиот вртежен момент, беше во состојба да обезбеди повлекување обезбеди повлекување кога требаше да се забрзи или кога требаше да се обезбеди дополнителна силина при возењето по автопат. И тоа објаснува зошто всушност постигна толку ниска потрошувачка. Ме изненадува. И тоа е тоа што го прави Swift да биде омилен автомобил, значи автомобил кој што познавачи го купуваат, купувачи кои што не се раководат според марка, туку купувачи кои што бараат малечок автомобил, специјалист, специјален малечок автомобил. И навистина нема никаква трага од подобрување поголемо, дури би се очекувало многу порано да се појави подобрување, имајќи предвид дека се работи и за да, еве тука се реагира и контролата на тракција се јави, ЕСП. И тоа е тоа што го прави Swift да биде добар автомобил. Други автомобили од оваа класа се умртвени, одземена им е душата. Кај Сузуки е веројатно моќта на Сузуки кај во оваа класа, тука е влажно, значи на овие места се лоши. Моќта на Сузуки со малите возила е што користи платформа за голем број модели кои што се од истата класа, кои што ја користат таа платформа, и модели кои што се продаваат масовно во цел свет. Сузуки не продава само во Европа и во Јапонија, туку продава многу и посебно во Индија, каде што да, Индија му дава моќ, стабилност, финансиска моќ на Сузуки да постигнува такви чекори што се некогаш и пред браншата, како што беше со благиот хибрид и со системите за асистенција. Тоа е повлекува. Значи, го нема она доцнење или чувство како притискање во празно кај друг трицилиндерски мотор, кога ќе притиснете, кога ќе побарате повисока моќност, повисока испорака. Значи, веднаш. Секако тоа е во граници на 1-2 литар за фатнина и 85 конски сили, меѓутоа пак нуди повеќе од просечен мотор кој што е во таа категорија. Навистина импресионира. Да, еве тука се вклучи граничникот на вртежи и за сето време подвозјето ниеднаш не реагираше. Значи меко работи, релативно меко, благодарение на тоа што каросеријата е лесна и цврста. Не е тоа круто подвозје па да постигне така да ја постигнува директноста, туку е добро избалансирано подвозје. Точно колку да направи уживање, значи без да се влегува во опасности или во
И тоа е местото каде што да провериме потрошувачката што вели, значи да, сега нема само стап тука, овој стап, тука има и копче. 5,4. И што е најдоброто, патниот компјутер дава податок за тоа колку е просечната потрошувачка во последните 5 и во последните 15 минути. И ми покажува дека, да, секако дека пише зголемена потрошувачката во последниве, значи, километри, меѓутоа пак е сето тоа во граници, добро 60. Пак е тоа во граници. И Малешевија. Уште 18 километри до Смојмирова, а потоа е скршнувањето за Берова, лево е Бекчево, а оттаму се продолжува со водопадите. Препорачувам, погледнете ја репортажата на YouTube со Toyota BZ4 Cross. Електрична Toyota со која што извозев, значи, до Пекшевските водопади, до еден од Пекшевските водопади, односно до Црндолскиот. Тоа се шегувам секогаш како може наш народ еден таков прекрасен предел да го крсти Црндолски, кога тоа е прекрасно. Значи, меѓутоа, ете, некому му се гледало таму Црндол и можете да ја погледнете, значи, до таа репортажа до Црндолски водопад со Toyota, електрична Toyota, значи фантастичен автомобил. Меѓутоа, сцената кај нас не е подготвена, не е доволно зрела за таков автомобил. Ете, на кордината, значи, се е во границите, во поглед на моќноста не прави ништо повеќе моторот. Ето, тука е лоша точка. И меѓутоа го прави сето тоа технички зрело, инженерски зрело. Тоа го прави Сузуки. Значи, не измислува некои нови технологии кои што повеќе имаат улога да стојат во реклама, ете, ние измисливме нешто што само звучи убаво, а реално нема никаква делотворност, нема никаков ефект. Сузуки не работи на такви технологии, туку постоечките решенија ги, значи, користи класична техника. Значи, класичната техника ја доведува до усовршенство колку што може со актуелното ниво на сознание, искуства, материјали, пресметки компјутерски и слично, тестирања. И на крајот се постигнува еден ефект кој што возењето го прави подобро, темелејќи се на класичните автомобилски вредности, така нешто. Тука батеријата ќе полни, меѓутоа веројатно е и полна, и сега веројатно е полна. Не менува тоа многу, литиум-ион батерија е патем. И да, полна е батеријата, еве. Нема што да полни тука повеќе. Единствено ако забрзам, да, еве сега при забрзување, значи ја испорача енергија да му помогне на моторот. Повторно, малку толку. Значи има ниво кога електромоторот е поефикасен при забрзување и ниво кога моторот е поефикасен. И тоа го прави интелигенцијата на моторот. Значи одредува
што се случи кога притиснав, иако батеријата е полна, електромоторот само кусо подпомогна на моторот да забрза, затоа што понатаму ефикасноста на моторот е повисока отколку во такви услови, во тие услови, отколку електромоторот да се ангажира и да ја троши батеријата, која што ќе биде покорисна за некоја друга ситуација. И тука ќе фатам еден кадар од тоа каков автомобил всушност е овој Swift при возење по криволести патишта. Suzuki Swift ниту во оваа генерација не разочарува во класичните вредности, а тоа е во уживањето во возење. Значи тука на овој дел сега се наоѓам во Митрашинци. Еве има тука две дечиња што ме придружуваат и ми кажаат дека се изговара Митрашинци. Јосиф и Кирил. И се покажа дека всушност најголемата вредност, тоа што со традиција го следи Swift, а тоа е уживањето во возењето, го нуди безрезервно и оваа генерација. Сега, тука сум на еден дел каде што повеќе се внимава на природата, на средината, на луѓето, отколку на тоа каков е автомобилот. Тука ми треба едноставно безбеден, комотен автомобил, кој што ќе ме однесе низ овој предел. Следи уште 10 километри е Берово и тоа што сум во добро расположение се должи и на автомобилот, и на природата, и на времето кое што сепак не ме разочара толку. Следно, Берово. Инструментите се класични, значи љубители на класика ќе им се наполни душа кога ќе го видат ова. Класични со познат испис на Suzuki, значи фонтот е на Suzuki веќе со генерации, овој патниот компјутер, еве што прикажува. Тука е просечната потрошувачка во моментов, значи првата линија е за моменталната потрошувачка, триаголникот е за просекот, 5,4. Понатаму последните два реда, едниот е за просекот пред 5 минути и просекот пред 15 минути. Тоа е време поминато во возење, вкупно време во кое што бил активен старт-стоп, односно бил исклучен моторот во возење или мирување, односно во мирување. Тоа е часовникот. Тоа е интересен податок, значи In 500 meters you will arrive at your покажува- destination. Да, покажува забрзување, странично забрзување, забавување, многу корисно, многу интересна работа и тоа е исто многу вредно нешто. Ете го Берово. И да си докажеме што има, забрзување, колку било и понатаму. Сега е кружниот тек, па понатаму за Струмица. Значи Малешева, Малешевските планини, Огражден, па Струмица. You have arrived at your destination. Добре. И забрзување колку? Добро. Тоа не ми е нешто многу вреден приказ. Забрзувањето е колку интензитетот на забрзување или на сопирање. Меѓутоа, може би некој ќе најде дека тоа му е интересно. Ова е многу вреден приказ, значи тука се гледа како работи хибридниот погон во моментот. Значи во моментов работи само моторот. Ете сега забавив, се полни батерија, веќе сега ќе забрзам. Електромот, односно батеријата му испорачува, се уште испорачува. Еве сега забавив, ја враќа енергијата. Еве сега.
Пак забрзувам, толку. И тоа е целата тајна на овој благ хибриден погон, што при секое забрзување и забавување е активен. Значи, дали генерира, односно произведува електрична енергија, или дали електричната енергија ја користи за да испорача помош на моторот. Има и дигитален приказ на брзината, има и со навигацијата информација, има и со радарскиот темпомат, просечна потрошувачка 5,3. Сега веројатно ќе постигнам понатаму, веројатно ќе добијам 4. Многу е сигурно дека 4 ќе добијам на симнување кон струмица. Тоа е многу известно. И тоа е една од причините зашто ја правам оваа тура со еден градски автомобил, за кој што сакам да докажам дека е сосем доволен и за секоја средина и секоја возачко сценарио и за секоја потреба, освен градот. Тука наскоро ќе биде многу неблагодарно да се дојде, неблагодарно во смисла доколку човек е неподготвен да запре, затоа што ќе биде студено, ќе биде сурово, ќе биде планина. А тоа е срцето на Сузуки. Уште пред Витара. Уште долго пред Витара, иако и Витара е мощно рано пристигната како модел, како SUV модел, мощно рано е понудена на пазарот. На Swift, уште од средината на 80-тите години. Дизајнот е сосем различен. Во почетокот навистина двои, меѓутоа, кога ќе се навикне окото на ова, па ви се допаѓа Swift. Зошто е толку различна. Хаубава е драма, значи ова е неповторливо. Ова, па верувам дека некого ќе подсети на Saab. Saab имаше вака слично затворање на хаубата. И сепак тоа е тоа. Оваа тишина е гласна тука. Света вода. Долу е струмица. Значи се гледа. Се гледа плодната рамница. Убавени. Некој ќе рече за некој
природен предел дека било убаво како Швајцарија. Не. Ова не е Швајцарија, ова е Македонија и најубава е. Наша Македонија е најубава. Уште малку до Дојран. Ете го Свифт. Просекот од целото возење, значи од поаѓање, по спуштањето од Огражден. 5,1 на неколку километри пред Стромица. Тоа е овој Свифт. Пример како Suzuki Swift со 3 цилиндри и 82 конски сили искачува на Валандовско брдо. Сватбари, нека ја се среќа. Значи, не е само работата дали 3 или 4 или 6 цилиндри, туку какви 3 цилиндри. Тоа што толку релаксирано и суверено повлекува овој 3 цилиндрец, тоа се должи на долгиот работен од. Значи, кој што спомнав претходно, има преку 80 мм, не се сеќам точно, меѓутоа нагласено долг работен од има и тоа е тоа што му дава сила на моторот да повлече на горнија и не само да повлече, туку и да обезбеди едно мазно возење, иако можеби јас малку по-динамично возам сега, меѓутоа ете компензирам за случај кога би имало повеќе патници во возилото. И навистина тоа е тоа што повторно убедува. Значи, предходно убеди моторов со ниската потрошувачка на автопат, затоа што тоа е основното правило. Мотори кои што се со мала работна зафатнина и со релативно мала моќност се чувствителни многу кога треба да се постигне некоја брзина на автопат и се има случувано да одредени мотори да навистина покажат висока потрошувачка во такви случаи. Тука не. Не е само тоа, значи има и ВВТ и технологија, има и висок степен на компресија и тоа е плюс. Значи, исклучително висок степен на компресија. Има 14, односно 13,9:1. Тоа значи дека зафатнината на простор, на цилиндарот, кога клипот е во долна мртва точка и во споредба со зафатнината, кога клипот ќе се качи, ќе достигне горната мртва точка, односно ќе ја набие смешата. Разликата, соодносот меѓу тие два волумени, меѓу тие две зафатнини, значи нема ниту на вакви груби пропусти, како например менување на степен во свиок, каде што веќе има одредена висока динамика, значи една граница на динамичната дозволивост, не се јавува тоа што го нарекуваме чувствителност на промена на оптоварување. Значи во секој поглед е едно инженерски, безпрекорно конструирано возило. Костурино, гуми ако ви треба, за горење, за што и да е, нема проблем. Инаку тоа што се слуша ме предупредува камерата дека не гледам кај што треба. И се корисни тие системи за асистенција. Тоа се системи кои што се дел од замислата, намерата и целта на ЕУ, на таа недостижно за нас ЕУ, по наводници,
за да се сведе бројот на жртви во сообраќај до 2040 година да се сведе на 0. Значи, се работи на тоа. Не е поентата, ајде сега ќе вградуваме системи па ќе им наплаќаме екстра трошоци на луѓето за нешто што не е потребно, туку се работи за безбедност и за комфорт. Меѓу другото, сите тие системи за асистенција постигнуваат на вистина примерна цена, еве го, тука исто повлекува, значи се работи за 2000 вртежи, 2200 вртежи. Значи цената на тие системи за асистенција е на вистина прифатлива и повеќе вреди отколку примерно тркала од лесен метал кој што може да се докупати отпосле. Одредиштето. За тоа беше целото патување, за да се види оваа природа, да се доживее. Се менува природата. Септември 29. Прекрасно. Раздувано, ама прекрасно. Дојде. Тоа што не се менува е Suzuki Swift, карактерот на Suzuki Swift. Кога некој автомобил, за некој автомобил, знаете дека е добар автомобил, не после 5 минути стискање, максимално забрзување или возење по свиоци или по автопат со максимална брзина, туку се уверувате најдобро во квалитетите и во карактерот на еден автомобил, после возење какво што го направи сега. Значи сите можни сценарија, сите можни услови на возење, и автопат, и град, и планини, и долини, и на крај да дојдам во овој раздуван, ама пак прекрасен дојден. Swift изненадува со нови вредности. Значи тоа што и досега го имаше како својство, како одлика, ги спомнав уште на почетокот. Тоа е традиција. Луѓе ги препознаваат тие вредности во ова кола. Тоа се штедливоста, значи штедливоста уште толку се потврди, не само поради хибридот, туку и поради конструкцијата, аеродинамичноста, поради сменетиот мотор. Моторот е тој кој што секако влијае најмногу. Имаше делници каде што постоењето на благиот хибрид не доаѓа толку до делотворност. Значи, сепак, неговото главно подрачје на функција, главното подрачје на работа е градот. Меѓутоа, покрај таа штедливост, која што сега има уште поголем предзнак штедливост, се одликува и со комфорт, тоа што ме изненади, е тивко, многу е тивко при возење по автопат. Моторот е исклучително еластичен, иако се работи за релативно скромна работна зафатнина, сега тоа е релативно скромна затоа што денес и еднолитарски мотор е вградуван масовно, 1-2 литарски мотор е 20% поголем од тоа, 1/5. Меѓутоа, пак убедува со повлекувањето, затоа што се работи за мотор што е долгооден, значи мотор кој што по принцип, по карактер, повлекува многу подобро од ниски вртежи, така што и на гурнина се случува при 2000 вртежи да повлече. Тоа е тоа што навистина остава впечаток. Изработката е може непримерна, каросериската изработка, дизајнот секако е различен, е нешто ново и радува кога ќе се свати која е причината зашто изгледа вака различна свет, затоа што и може да си го дозволи тоа. За имиджот на Suzuki Swift, за начинот на кој што сцената гледа кон овој модел, кон Suzuki Swift, најдобро говори кругот на купувачи на моделот од претходната генерација. Забележете на улица, е можна забележливо дека секој Swift, односно, ајде нека биде барем секој втор Swift,
е во двобојна, во изведба со двобојна каросерија, или е во највисокото ниво на опрема се забележува по тркалата кои што се изведени двобојно со дијамантски финиш неретко. И се хибриди. Тоа кажува дека всушност купувачите во овој автомобил не гледаат нешто што им се нуди најевтино, далеку од тоа, напротив, туку гледаат избор во кој што сака да вложат повеќе. Значи не ја избираат најдостапната, наједноставната изведба, а таква одвај и дека постои денеска и Swift, затоа што одамна е трендовски автомобил, туку пак ја избираат највисоката изведба. Значи луѓе имаат доверба и сакаат да вложат во Swift. Тоа се вредности кои што одат во прилог и навистина едно пријатно искуство и пријатно изненадување. Дури јас имав предрасуди во поглед на Swift, затоа што кога прв пат го видов, значи да, дизајнот беше различен, е различен, се разликува, одстапува, има свежина, има карактер. Меѓутоа претпоставував дека ќе се сведе на тоа и дека ќе биде само на некои козметички зафати или дисплеи или шарени детали, изведби во внатрешноста. Меѓутоа се покажа дека навистина напредувано во секое подрачје. Ги спомнав на повеќе пати, ги спомнав одликите. Значи одликите во кои што се издвојува Swift од останатите модели, од просекот во класата и ето, значи еве, во контекст на зборувањето сега што туку помина Swift со топ изведба. Двобоен покрив, веројатно хибрид. Неважно. Зошто е толку моќен Сузуки? Затоа што не продава само во Европа. Значи, за разлика од европските производители, кои што сега европски, сите се глобални, меѓутоа од производителите кои што се со седиште во Европа. За разлика од нив, Сузуки продава глобално, продава во светот. Ја има Европа, меѓутоа ја има и Јапонија, каде што се продава секако Сузуки, како голем автомобил, и го има просторот на Југоисточна Азија, а секако ја има и Индија, која што е огромен пазар и пазар во раст и пазар на кој што Сузуки е одомаќен веќе, па има една доминација која што не дозволува, со децении не дозволува друг да се пробие на тој пазар. И затоа е таа моќ, додека нашите европски производители па и се одличуваат во модел од оваа класа. Сузуки вложува во Swift затоа што има пазар. Значи вложува и во конструирање, затоа што сето тоа ќе се врати преку продажбата. Тоа го гради имиджот на Сузуки. Овој Swift го гради имиджот на Сузуки и докажа дека се уште има простор за напредување и во тие традиционални вредности. Значи, спомнав, не се работи за некои нови технологии звучни кои што ќе бидат спомнати во реклами, туку се работи за напредок во класичните технички дисциплини, значи во инженерингот. Тие што се зафати во моторот, во подобрување на согорувањето на моторот, во примена на нови материјали, во детали, таму е работено. И со такви зафати, кои што се симпатични, Сузуки успева да си избори имидж за уште многу години.